Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание на 24 од Сестрце. И денеска повторно од градскиот парк во Скопје. Верувам дека ќе уживате во овај преубав амбиент заедно со нас, со мојот гостин денеска доктор Жарко Костич, генетички консултант, и со разговорот кој што ќе го водиме овдека од градскиот парк. Минатата недела со гостувањето кога разговаравме на тема цели, ви најавивме дека денеска ќе ви ги откриеме 7 точки како полесно да ги остварите своите цели. Затоа ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести и да научите кои се 7 начини полесно да дојдете до остварување на она што вие сте го замислиле и сте си го поставиле пред себе како своја лична цел. Пред доктор Жарко Костич, генетички консултант, да ни ги открие 7 точки како полесно да ги оствариме своите цели, излеговме на скопските улици и ве прашавме и вам, нашите гледачи и граѓаните на градот Скопје, на кој начин вие ги остварувате вашите цели. Да ја слушнеме анкетата и го започнуваме денешниот разговор на тема 7 точки за остварување на целите. На кој начин, односно постојат ли начини и техники како полесно ги остварувате вашите цели? Само желба е единствена техника, најголема. Нема друго нешто посилно од желбата. Ако има желба, се ќе оствариш. Користам нешто. Нешто користам, некои техники. Самото искуство не ги прави тие, да не кажем, начини со времето, ќе си откриеме како полесно да ги остваруваме целите. Со смиреност и со соочување на проблемот. Ако може да се реши, ќе се реши. А ако не, ќе пуштиме времето да си го створи своето. Откако ја погледнавме анкетата и слушнавме кои се начините и техниките кои вие ги користите за да дојдете полесно до вашите цели, го започнуваме разговорот во денешната откриена тајна заедно со доктор Жарко Костич, генетички консултант. Жарко, добро утро и добро дојдовте во уште едно откриени тајни на 24 од Сестрце. Добро утро, добро венево. Слушнавме што размислуваат граѓаните на темата на која што денеска ќе разговараме. 7 точки како полесно да ги оствариме своите цели. Разговаравме и во предходната емисија за целите. Денеска продолжуваме повторно на оваа тема. Во предходните емисии разговаравме за позитивните и негативните мисли и тоа како негативните мисли прават да изгубиме контрола на одреден момент и да не успееме да оствариме она што го посакуваме. Зошто губиме контрола во одреден момент кога сме нападнати од негативни мисли? Па да, во минатата емисија разговаравме дека умот како функционира и дека имаме еден дел од умот кој што е конструктивен, позитивен, кој што го нарекавме аналитичен ум, и дека имаме реактивен ум, тоа е подсвесен дел од нашиот ум кој што реагира врз нас и ни налага мисли, емоции и така натаму кои што не сакаме да ги чувствуваме или да ги имаме. Колку повеќе се бориме против нив, толку повеќе мислите ни доаѓаат. Може да му кажете на некого немојте да мислите на розов слон, и прво нешто што се случува, човекот почна да мисли на розов слон. Значи има некои мисли кои што можеме да ги користиме, има мисли кои што не можеме да ги користиме. Но денеска збориме на тема 7 точки како да ги постигнеме целите. Да. Првата точка како човекот треба да ги формулира, односно како треба да размислува на оваа тема, е кога ќе зацрта целта. Мината емисија спомнавме за важноста на целите во животот, дека кога ќе одлучи нешто во врска со некоја цел, дека во врска со тоа не би требало да има никаков сомнеш или колебање, дека ќе се оствари или не. Може би замислувам дека сакам нешто да постигнем во иднината. И обично кога човекот ќе тргне да ја остварува целта, ќе видите дека почнува да се јавуваат сомнежи, негативни мисли, па дали ќе успеам, па нема да успеам, па а што ако се деси ова или она и така натаму. Тоа е механизам на тој дел од умот кој што зборевме дека се вика реактивен ум, кој што ни налага некојаш да размислуваме негативно, но за целта да се оствари, човекот треба целосно да ги занемари тие негативни идеи, негативни мисли кои што му се јавуваат. Фактички, кога ќе ја замислиме целта, треба да имаме целосна сигурност, без колебање, без сомнежи, без негативните мисли, воопшто да не ги едноставно да не им придаваме важност на нив, туку да се обратиме на тоа што сакаме, односно да го зацртаме и да даеме внимание на тоа што сакаме да го постигнеме. Тука и убаво што ми го постави прашањето на тој начин дека контролата фактички ние ја губиме кога имаме негативни мисли. Поради тоа што ако некој човек почне да вози кола,
пример и сега не знае каде да сврти, ама чека да свртам лево или десно, сакам да идам право или сакам да закочам. Гледате, кога ќе почнете да немате целосна сигурност во врска со нештото што го правите, тогаш човекот почнува да ја губи контролата, на ист начин почнува да ја губи контролата и со целите. Сега, што друго па се случува кога човекот почнува да има сомнежи во својот ум во врска со тоа што сака да го направи. Измислам, сакам да одам да држам предавање во Охрид или не знам каде или било кој што сака нешто да постигне. Воколку не е целосно сигурен дека сака тоа да го направи, воколку има и тронка сомнеж, колебање, негативност во врска со тоа, она што ќе почне да се случува, човекот ќе почне активно, и ова сакам да го нагласам, активно да бара во околината работи кои што ќе му го оправдаат неостварување на целта. Например, ако сум колеблив дал сега додам и не знам дал ќе одам да одржам предавање во некој град. И во првиот момент кога ќе почне да врве дожд или снег, речам, ете, сега не треба да одам, ова ми е знак, знаев дека не треба сега да одам и така натаму. Но што се случува кога ја немате таа негативност во вашиот ум? Во тој случај воопшто не обраќате внимание или не ги барате тие работи од околината кои што ќе ве поколебаат. Значи, првата точка за остварување на целите треба да имате целосна сигурност, верба, без сомнеж, целосно сте позитивни во врска со тоа што сакате да го направите, без било каква негативна мисла, без било какви сомнежи, без било какви колебања, затоа што воколку ги имате, фактички вие и вашиот ум ќе направат да почнете во околината да барате оправданија и причини зашто да не тргнете по тој пат. Така да првата точка е секогаш позитивни мисли, позитивна одлука и воколку се јават тие било какви негативни мисли, само игнорирайте, затоа што на што даете внимание, тоа ќе стане поголемо. Кога одлучуваме да поставиме некоја цел, сигурно дека е многу битно да ја поставиме со позитивни емоции, позитивни мисли, да биде тоа некако лесно и едноставно. Точно. Поради тоа што гледате, во минатата емисија ние зборевме за целите, зборевме за духовноста на некој начин, дека ние сме духовни битја, дека ова е физички универзум и така натаму. И кога ќе видите моќта на нашата моќ како битија е во мислите, во одлуките. Физичкиот универзум е нешто кое што е составено од материја. Нашето тело исто така е составено од материја, но комбинација со нашата живост како духовни битија дава живост на самото тело. Живоста кај луѓето доаѓа од позитивните мисли, позитивните емоции. Кога ќе видите децата, така колку се растрчани, колку мислите им се слободни, колку работите се прават на едноставно еден лесен начин, фактички ќе сватите дека тоа се карактеристики на тие високи емоционални тонови. Како човекот паѓа со емоционалните тонови, станува по-сериозен, по-солиден, по-цврст, по-резервиран, едноставно повлечен на некој начин. Затоа што целта за да ја постигнеме, или било која идеја, или било која замисла, полесно е да се постигне воколку ја донесеме на многу лесен начин. Гледате, луѓето некојаш сакаат на многу сериозен начин да ги остварат целите. И ќе почне сериозно да ја замислува целта и дека ова мора да ми се оствари, ова го сакам, ма гледате, тоа е вложување на напор во мислата, која што сама по себе нема никаков напор. Гледате, мислата е толку слободна, толку лесна. Најубавите уметнички дела, најубавата естетика, најубавата поезија, најубавото напишано дело, сум сигурен дека е напишано во момент кога човекот се чувствува многу релаксирано, многу слободно и мислата да ви е слободна. Так. Затоа што мислата кога ни е слободна, имаме едноставно леснотија. Втората точка која што е многу битна за да се постигне целта, мора да имате на лесен начин да ја замислите целта, да не ставате напор во тоа. Гледате, кога сте со емоциите слободни, кога едноставно сте релаксирани, кога работите ви одат, ќе донесете некаква одлука во врска со животот и ќе видите дека во некој временски период тоа што сте го замислиле ќе почне да се остварува. Некојаш дури и не мислејќи многу на тоа дека сте пуштиле таква размисла, но таа размисла која што сте пуштиле во физичкиот универзум, кога ќе ја пуштите на таа фреквенција, со таква леснотија, со висока емоција, има до толку голема моќ да фактички продира во универзумот и на некој начин ги аранжира работите за работите да почне да се остварува. Така да втората точка е кога донесувате одлуки за иднината, цели, она што сакате да го направите, никогаш немојте да седнете и сериозно да мислите дека тоа мора да го направите, ова морам да го направам, зашто сериозноста фактички става напор во мислата, тоа ја спречува да биде ефективна. Мислата колку што е послободна, колку е порелаксирана, колку е донесена на повисоки емоции, е многу појака.
Грижата и стравот ги споменавме и во минатата емисија. Како можеме да ја дефинираме загриженоста и дали всушност загриженоста може да представува и непријател број 1 во остварувањето на целите? Точно е. Гледате, загриженоста се надоврзува на ова што го кажав предходно, кога човекот ќе почне да биде многу сериозен, почне да биде многу загрижен. Во минатата емисија рековме дека животот е игра и дека човекот најдобри резултати добива кога го третира животот како игра. Пак ќе кажам, кога човекот ги прави работите на еден релаксиран, слободен начин со леснотија, работите многу полесно и побрзо се реализираат и материализираат во физичкиот универзум. Загриженоста е, би рекол, број 1 непријател за остварување на целта. Ако одлучиме да кажеме во иднината дека сакаме да успееме, не смееме да имаме загриженост во врска со тоа, затоа што гледате тоа више е поништува првата точка. Затоа што ако имаме загриженост, веќе имаме сомнеш, веќе имаме колебање во врска со тоа. И загриженоста фактички и би ја дефинирал, затоа што мислам дека во нашите емисии не сме ни дали дефиниција за тоа што е загриженост, ќе ја дефинирам на два начина. Прво, загриженоста значи дека човекот се обидува да открира некоја ситуација која што се уште се нема случајно. Значи, сакате да откривате нешто во иднината кое што се нема десено. Тоа е загриженост. Си викаш, кидам на доктор, ама дал сум болен или не. Гледате, тоа е загриженост. Сакате да откривате некоја ситуација која што се уште не се има случајно. Човекот не е загрижен, можеби кога ќе му речете, слушај, имаш тоа и тоа. Него е загрижен претходно, зашто сака да открира нешто кое што се уште се нема случајно. Што ако, не знам, немам да платам кирија и ме избркаат од станот? Тоа е нешто кое што се уште се нема случајно. Во загриженоста, човекот се обидува да ја открира иднината, кое што се уште се нема десено. Тоа е загриженост. Но кога вие веќе ја крирате таа иднина, нели во првата точка рековме дека не смееме да имаме негативни мисли или дека не смееме, не треба да имаме негативни мисли, загриженоста прави да ние фактички почнуваме да крираме нешто негативно во врска со иднината. Тоа е една од дефинициите на загриженост и мене многу ми се допаѓа затоа што ќе сватите дека тоа е активна работа. Да сте загрижен, да сте во страв, исто така бара напор од вас. Тоа е макотрпна работа. Да почнете да откриирате работи кои што се немаат десен, ама дали ќе се десат, не знам. И втората работа, што е загриженост, а за тоа зборевме во една од претходните емисии, е не 100% сигурност во врска со некоја одлука дали да или не. Умот функционира со да или со не. Умот никогаш не функционира со можеби. Кога човекот ќе почне да се колеба, ама донесов ја исправна одлука или не, гледате, можеби 95% човекот е сигурен во врска со одлуката. 95% нема сомнеш во врска со тоа. Но, ако почнете да дојдете, ама ќе успеам, ама може и нема да успеам. Гледате, кога ќе почнете да пресметувате, не веќе со да и со не, сигурно да, сигурно не. Ако донесете некоја одлука 100% да, 100% не, немате никаква грижа. Грижата почнува кога почнувате да донесувате одлуки за кои што вие и не сте 100% сигурни дека сте исправни. Донесов одлука, ама можеби не беше исправна. Можеби требаше да ја прифатам работата. Ама можеби не требаше. Можеби наредната работа ќе беше подобра. Гледате, во тој момент почнува да се јавува грижата, почнува да имаме колебање. И рековме во една од претходните емисии дека кога ќе се јави колебањето, човекот исто така губи контрола, затоа што колебањето прави да не сте сигурни. За да може да имате контрола врз физичкиот универзум и да може од вас да тече акција, мора да бидете одлучни дали е нешто да или не. Така да загриженоста и колебањето и открирањето на потенцијални идни ситуации во иднината дефинитивно не допринесуваат да ги оствариме целите. Едноставно е зошто? Поради тоа што вие станувате ефект на вашата иднина и вашата судбина. Гледате, више не ги држите работите под ваша контрола, него почнувате да му дозволувате на тој дел од умот, реактивен ум, да влијае врз вас и вие почнувате да станувате ефект. И начинот како, тука ќе кажам една конкретна вежба за нашите гледачи, како да се ослободат од загриженоста е да ги стават сите грижи на лист хартија, ако можат, и да ги наведат сите загрижености и грижи кои што ги имаат. И како ќе ги наведете на листот хартија, едноставно почнувајте да донесувате одлуки, решение како ќе го нападнете тој проблем. Затоа што проблемот, луѓето имаат проблем со проблемите, поради тоа што проблемите нас не напаѓаат. Во оваа вежба вие го напаѓате проблемот, ја вртите целата работа. Фактички кога ќе почнете да го напаѓате проблемот, да внесувате комуникација во проблемот
и на тој начин проблемот се разрешува. Многу често во нашите емисии ги споменуваме децата и како и колку можеме да научиме од нив. И кога станува збор за остварување на целите, верувам дека многу можеме да научиме од децата, затоа што тие додека не го добија тоа што го наумиле, не се откажуваат и постојано се заинтересирани и насочени со мислите кон остварување на својата цел. И интересот нивни е доста активен и присутен кон сето она што сакаат да го добијат. Па колку интересот може да помогне во остварувањето на целите? Многу. И пак ќе кажам, дефинитивно можеме многу да научиме од децата, поради тоа што децата имаат природно знаење и ги имаат тие позитивни емоции кои што се дел од тоа потенцијално знаење на едно духовно битие. И кога ќе видите некој дете колку е заинтересирано да добие нешто и едноставно само збори за тоа. Всушност, интерес, да дадам дефиниција на интерес, е абсорбирано внимание за нешто и е волност да збори за тоа. Значи, вниманието целосно му е насочено на тоа, на предметот му е насочен. Значи, предметот му го фиксира вниманието на него и имате желба да зборите за тоа. Кога сте заинтересирани за нешто, ако ќе видите, едноставно интересот, вниманието ви е за тоа и едноставно сакате да луѓето да им зборите за тоа. Леле, како филм гледав. И ќе му кажеш на еден, ќе му кажеш на двајца. Истото тоа го прават децата. Кога имаат нешто, некоја играчка или некаде сакаат да одат, ќе видите колку имаат вниманието им е насочено на тоа и го споделуваат многу слободно со останатите, едноставно зборат на таа тема. Интересот да го постигнете тоа што сакате да го постигнете има огромна улога во реализирање на вашите цели и на вашите желби кои што сакате да ги остварите, поради тоа што интересот е на некој начин комуникација со целта. Гледате, ако имате некоја цел која што толку ви инспирира, која што сакате да ја постигнете, ако е интересна за вас, особено па ако е ваша. И знаете што многу често луѓето денеска немаат своји оригинални идеи, што е на некој начин и жално, затоа што креативноста доаѓа од тие оригинални идеи. Значи, колку ретко луѓето зборат за своји идеи кои што потекнуваат од нив и ги споделуваат на другите луѓе. Многу почесто денеска почнуваме да разговараме за тоа нешто што сме го слушале, дали од вести, дали што сме го прочитале, дали ни го сервира телевизијата или нешто што сме гледале. Гледате, тоа се веќе идеи кои што околината ни ги дава нас. И многу почесто луѓето денеска зборат за тоа, отколку што зборат за своите оригинални цели, за своите оригинални идеи. И во оваа точка би ги на некој начин поттикнал нашите гледачи да ги најдат своите оригинални идеи. И тоа е голема способност да најдете оригинална ваша идеја. И таа да ја чуваат и да ја негуваат многу, поради тоа што, гледате, некојаш кажавме дека околината знае да ги инвалидизира тие оригинални идеи. Особено кога имате интерес во врска со таа идеја, затоа што интересот е фактички на некој начин многу блиска емоција со ентузијазмот. Кога имате силен интерес за вашата цел, на некој начин станувате заразни за околината. Прво нешто што ќе се случи, можеби околината ќе проба да на некој начин ве стопира во врска со тоа, затоа што вие доаѓате со една емоција која што може во даден момент премногу за останатите кои што не се на тој тон, затоа што сте инспирирани од цел или од нешто што сакате да го постигнете и ви е абсорбирано вниманието натаму, ви е фиксирано на таа цел и едноставно изборите на другите луѓе, прво може да ги изнервирате, ќе речете, аман, прекини за тоа. Но, воколку не прекинете, воколку продолжите тоа да го правите, тоа почнува да станува заразно. И ќе видите дека во еден момент се случува магија, а тоа е дека и оние луѓе кои што биле можеби против таа цел, на некој начин почнуваат да ги вртат своите акции и ќе почнат да ви даваат помош за вие да остварите целта. Така да дефинитивно децата го имаат тоа својство и секој од нашите гледачи може да се сетат, да кажеме, кога имале внучиња или своји деца, кога нивната истрајност на крај резултирала во реализирање на тоа што сакале да го остварат. Под палката на миленикот на македонската публика, маестро Емил Табаков од Бугарија, следува импресивниот концерт Фантастичен бутик со Македонската филхармонија. Со оркестарот ќе настапи Александра Књазев на виолончело од Русија, еден од најхаризматичните музичари на неговата генерација. Во негови раце ќе прозвучи концертот за виолончел и оркестар од Ками Сен-Санс, а од брилјантниот француски композитор оваа вечер ќе ја слушнеме и атрактивната поема Танц на мртвите. Концертот премиерно ќе го донесе и изворедниот балет Фантастичен бутик на Росини и Респиги, кој несомнено ќе ги разбуди сите сетила. Не пропуштајте! Фантастичен бутик, 13 ноември, Дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови.
Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје. Откако ги слушаме првите 4 точки за полесно остварување на целите, продолжуваме понатаму со разговор, секако да ги откриеме до крај техниките на кој начин можеме да дојдеме полесно до своите цели. Жарко, продолжуваме со разговорот. Она што мене ме интересира во овој момент е дали е вистина тоа дека човекот треба себе си да се види во одредена ситуација, односно доколку сака да биде богат, доколку сака да биде среќен, дали тој треба да се види дека е таков и дали на тој начин може полесно да се постигне таа посакувана цел, откако веќе сме се замислили, односно се гледаме себе си во една таква ситуација, дали сакаме да бидеме во среќно семејство, во среќна врска, во среќен брак, богати или сето она што го посакуваме. Колку ни олеснува во остварување на целите оваа визуализација? Дефинитивно. Гледате, умот има чуден начин како размислува, односно на некој начин е интересно е да се разбере за да може да се контролира самиот ум. Кога човекот, пример, имате идеја дека сакате да бидете богат или не можете да заспиете и сакате да спиете. Имаме два начина како умот функционира. Имате одлука која што е првична одлука, имате одлука која што е второстепена одлука. Например, ако јас кажам сакам да бидам богат, тоа значи дека првичната одлука е дека не сум. Второстепената одлука е дека сакам да бидам богат и таа ја донесувам врз база на првичната одлука која што во универзумот секогаш е побитна од второстепената одлука. Значи првата одлука што човекот ја донесува е побитна од втората. Ако кажете, например, не сум среќен, и после сакате да ја смените одлуката во среќен сум, ќе биде тешко тоа да го направите воколку не ја поништите првата одлука дека не сте среќни. Така да првата одлука има поголема важност од второстепената одлука, поради тоа што првата одлука, која ќе ја донесете, втората веќе се бори со првата одлука. И полесно е да ја исчистите оваа одлука и да донесете една одлука. Воколку сакате да бидете, например, среќни или сакате, да бидете среќни во љубовта и сте донели одлука дека не сум среќен во љубовта, и се сакате да бидете среќни во ljubовта и не можете, треба да најдете првата одлука која сте донели одлука дека не сте среќни во љубовта, измислувам. Исто е, например, ако сакам да сум богат и тргам од идеја дека не сум сиромав или како и да е. Тоа е првостепената одлука е дека сум сиромав и дека не сум богат и дека сакам да бидам богат, која што е второстепената одлука. Во овој случај второстепената одлука ќе биде помалку јака од првостепената одлука. И ова не значи дека се лажеме во животот и дека живееме во илузии дека сме нешто што не сме, но од друга страна ќе видиме дека имаме точки како па стварно тоа да го постигнеме. Но многу е битно да, или например кога човеков се врти во кревет, вика леле само да заспиам, тоа е второстепената одлука, првостепената одлука е дека не спие. Така да ако го свртиме ова и му направиме се ние трик на умот за тоа што го разбираме и почнеме да зацртуваме дека веќе целта е остварена. Значи, земам и ги пишувам целите дека јас веќе го имам тоа што го сакам. Не е дека ќе го имам во иднината, затоа што ако речете ќе го имам во иднината, тоа секогаш ќе биде во иднината. Значи нема ќе бидам среќен, туку среќен сум. Точно е. Сум среќен и го имам тоа што го сакам да го имам. Кога ќе земете да бидете во комуникација со целите, тоа е нешто што би сакал на гледачите и да им го дадам како предлог. Едноставно секојдневно да бидете во комуникација со вашите цели, напишете ги, мислете за нив. Но исто така замислете го како веќе дека е случајно. И конкретно пример за тоа ќе ви кажам, пример кога некој прави свадба. Секогаш девојката или младоженецот или невестата замислува дека тоа е нешто што е десено. Така они више ги гледат гостите таму, како излагаат, на свадбата, што се случува на свадбата, тоа е се веќе сторено во умот. И гледате колку свадбите лесно се реализираат. Поради тоа што сите овие чекори, надевајќи се дека првичната точка дека нема колебање, дека нема сомнеш во врска со
свадбата, тоа е нешто што е убаво, луѓето го прават на лесен начин, имаат интерес за тоа и гледате веќе ги формулираат и ги гледаат работите дека се имаат случајно. И во една од нашите емисии кога ќе збориме за организација, правилото на организацијата е дека секогаш организирате од продуктот, од тоа што е наназад кон сегашноста. Значи никогаш не организирате од сега кон иднината. Секогаш се организира во обратен правец. Од крајниот продукт, од тоа што треба да се реализира, наназад ги организирате работите. Така се организираат свадби. Го гледате тоа што сакате да го видите, колку гости ќе има, каде ќе ги има, како ќе изгледа, све е замислено. Гледате од таму организирате наназад, од сега. И тоа е затоа што така работите функционираат. Мора да го замислите продуктот, крајниот резултат кој што го сакате и да почнете да организирате од него кон напред, фактички кон сега. Така, тоа беше и петата точка за полесно остварување на целите. Продолжуваме понатаму. Во физичкиот универзум акцијата е таа која ги остварува работите. Човекот мора да прави за да има. Колку акцијата е резултат на мислите и емоциите кои ги поседуваме? Дефинитивно, и како се наредени точките ќе видите дека почетокот и имаме мисла, емоција и акција на некој начин. Воколку мислата е позитивна, емоциите се позитивни, ќе видите дека акцијата тече едноставно лесно од вас. Не знаете дека работите. Некојаш ќе видите во добро друштво или ќе земете дома да чистите и све е со лесно, со без напор, со позитивна емоција, едноставно се сработеле огромен број на работи, а не ни мислите дека сте работеле. Така да, воколку ги направиме мислите да бидат позитивни, воколку го направиме тоа да биде со леснотија на позитивна емоција, тогаш и акцијата многу полесно тече од нас. Многу често ќе видите дека не ни мислиме дека работиме, стварно сме биле многу продуктивни, но тоа е поврзано со нашите мисли и емоции. Воколку мислите и емоциите се негативни, тогаш целото постоење, целата акција е со напор, со тежина, дека нештото мора да се заврши и така натаму. Во физичкиот универзум работите се прости. Сакате да отидете до дрвото, едноставно ќе треба да станете, да се ставите во акција за да дојдете до целта, до дрвото. Воколку, пак ќе кажам, човекот се наоѓа на едно многу високо духовно ниво. И ако пушти некоја мисла во физичкиот универзум, таа дефинитивно дека ќе го донесе својот продукт, но дефинитивно начин како да дојдеме до нашите цели и да ги оствариме зацртаните работи е да се впуштиме во акција, затоа што акцијата предизвикува, пак ќе кажам, целта да дое кон вас. Гледате, не само што вие тргате кон целта, кога ќе се впуштите во акција, она што се случува е како магнет, почнувате последен период целта да ја доближувате до вас. И ќе видите дека во еден период ќе имате доста голем број на активности и работи кои што треба да ги направите и во еден момент многу често се случува да целта се оствари побрзо од колку што луѓето и мислат дека им треба напор. Тоа е поради тоа што акцијата предизвикува целта да дојде кон вас. Но многу е битно човекот точно да процени какав квантитет на акција му треба нештото да се реализира. И ако видите кога ќе почнете да организирате, почнеме да збориме за свадби или за било кои настани. Така одеднаш ќе мислите дека треба дадена количина на активност за да го реализирате тоа, ама секојаш излага повеќе. Така да акцијата мора да биде во голем обем, за да може да се реализира тоа. И ќе видите дека грешка по дефиниција е само неточно проценето колку напор треба да вложиме во нештото за да тоа се оствари. Секогаш кога сакате нештото да го постигнете, ќе видите во последниот момент, мислите дека сте го провале станот. Све е средено. Елаборатот е направен, не знам, катастар треба да се однесат работите да се заврши работата. И мислите дека денеска ќе се потпише договорот, све е средно. Искача нешто кое што е непредвидено и ова многу често се случува. Но воколку бидете спремни со доволен квантитет на акција да го нападнете проблемот, тогаш ова нема да на некој начин ве затече и да ве стави во една подредена ситуација каде што не сте го испланирале. Мора секогаш да планирате повеќе акција за да бидете посигурни дека целта ќе се оствари. Ако мислите дека требате, не знам, 10 активности да направите, бидете спремни за 30. И секогаш кога сте спремни, универзумот така функционира. Секогаш не фаќа кога сме неспремни. Кога сме спремни за некоја работа, обично не саканите работи не се случуваат кога сте спремни. Така да треба да се подготвиме со акцијата, да сме доволно
спремни со активност за да го нападнеме проблемот за да дефинитивно реализираме целта. Но некогаш препреките не тераат да се откажеме од целите и доколку се разочараме да кажеме толку доста беше, пробав, видов дека не успеав, колку, односно, постои ли начин да се вратат луѓето кои што се разочарале во своите цели, повторно да се обидат да ги остварат? Кога ќе видите животот, во суштина спомнав во минатите емисии дека сам по себе нема цел. На животот мора да му ставите вие цел. Животот е нешто што се случува и за да ние бидеме дел од животот мора да му ставиме цел. И таа цел треба да ја сакаме, треба да ја следиме за да можеме да бидеме ние живи. Што се случува во моментот кога ќе идеме на препреки, ќе се откажеме од целта, во тој момент пропаднатата цел не прави да сме многу разочарани. Пример ќе ви кажам, има некој дечко кој што ја сака девојката и едноставно се допишуваат, убаво е се, но ја гледа девојката со некој дечко во излезено во кафич и така натаму се разочарува. Мисли дека тој е момче, дека е дечко, едноставно кога видите дома енергијата му е спласната, му паднала енергијата. Им кажува на другариве што се случува и некој другариве му вика: знаеш што, тој е братучет. И одеднаш целта повторно се распламнува и дечко ја добива целата своја позитивна енергија назад. Ќе видите кога целта ќе ја распламтите, кога ќе сватите дека целта не е изгубена, во тој момент целата енергија ви се враќа. Гледате, во моментот кога човекот ќе му пропаднат целите, почнува да гледа исклучиво во стопови. Се е стоп за него. За да можете да ги снема тие стопови во својот живот, мора да ја распламти целта. Фактички целта кога ќе се распламти, он веќе не гледа во стопови. Гледа во самата цел. И гледате, тоа е многу интересно. Рековме во претходната емисија дека животот игра, дека имаме цели, дека имаме слободи, дека имаме препреки. Препреките, кога ќе го насочиме на вниманието на препреката, на некој начин треба да го насочиме за да ја надминеме, но воколку не го насочиме па вниманието на целта и едноставно да искористиме слободата која што имаме за да ги надминеме тие препреки, тогаш почнуваме да станеме малку поразочарани. Така да во овој момент би сакал да кажам нешто кое што за мене е многу интересна филозофија и голема вистина. Дека кога човекот ќе почне да се согласува со препреките и стоповите, тогаш почнува да станува неуспешен. Поради тоа што ако размислите, согласувањето како тек е намалување на просторот. Гледате, ќе се согласам со нешто кое што не е добро, кое што ме спречува да постигнам нешто и на тој начин си го скусувам просторот. И ако размислите, несогласувањето е креирање на простор. Гледате, ако некој ви каже: слушај, ти ова не можеш да го направиш, и ти речеш: точно е, не можам да го направам, ти се согласуваш и го скусуваш твојот простор. Ако речеш: не е точно, значи не се согласувам, во тој момент креираме простор. И ова е тоа што ја го викам моќ на несогласувањето. Кога човекот не се согласува со дадени препреки и дадени стопови, тогаш креира простор, ја распламтува целта, каде што тој ќе може да креира доволна акција за да ги надмине сите тие препреки кои што му се случуваат. И е посилен од препреките кои што стојат. А ние стигнавме и до седмата техника за остварување на целите, односно полесно остварување на замислените цели. Дали може да кажеме дека истрајноста треба да биде една од последните, ако не исто со доволно добро значење како и претходните техники за полесно остварување на целите? Треба ли да бидеме истрајни? Точно. Истрајноста е голем квалитет на карактерот на човекот да продолжи да успее, да истрае во тоа што сака да успее. Затоа што неминавно е во животот, ќе се јават препреки, тие препреки треба се надминат, се бориме со многу фактори за да дојдеме до целта, но тоа е играта на животот, за тоа е игра самиот живот. Истрајноста е голема доблест и овдека би сакал да дадам една многу убава дефиниција од господин Хабард за храброст, а тоа е дека храброста се фактички две работи. Е волност да одлучите да искреирате некаков ефект, значи некоја цел, нешто што сакате да го искреирате во физичкиот универзум, и по два, да сте волни да одите, да го постигнете тоа што сте сакале да го постигнете, наспроти сите препреки и шанси за неуспех. Затоа што гледате, ако немаме препреки и шанси за неуспех, и ако наспроти сите тие препреки и шанси за неуспех тргнеме, тогаш сме храбри. Ако не тргнеме, немаме храброст. Гледате, храброста подразбира да имаме некаква шанса дека нема да успееме или дека ќе имаме препреки. Но нашето тргање да ги оствариме тие цели, наспроти сите спротивставување околината, наспроти сите кажување дека ова е невозможно, дека каде ти се наоѓаш, каде живееш и така натаму, но тоа е дел од храброста, тоа е дел од играта. Наше е да тргнеме кон остварување на нашата цел.
Така да во дадени моменти ќе видиме дека можеби ќе се соочиме со дадени работи кои што ќе не разочараат, кои што ќе не спречат, но седмата точка од нас налага да едноставно продолжиме по тој пат, да бидеме исправни и кога работите не идат исправно, ние повторно да почнеме да ги правиме да тренат работите во исправна насока. Така да седмата точка е дефинитивно тоа. И за ови и за многу други работи за кои што збориме, јас би сакал луѓето, односно нашите гледачи, повторно да ги насочам кон книгата Диенетика, за која што јас и секој од емисиите зборам, и ќе ви кажам особено зошто. Спомнав на почетокот дека во дадени моменти од нашиот живот, во дадени болни искуства, во тешки ситуации, донесуваме подсвесно одлуки. Ке речеме, не знам, сме направиле сообраќајка со кола и ќе донесеме заклучок или одлука дека веќе никогаш нема да возам, или веќе никогаш нема да сакам, или јас не ме бидува за едно или за друго. Тоа се одлуки кои што се донесени на подсвесен начин. Тие одлуки, за жал, влијаат врз нас. И кажав во претходното излагање дека второстепените одлуки кои сакаме да донесеме друга одлука е многу потешко воколку неја поништиме првата. Со диенетиката е техника со која што можете да ги откриете тие болни искуства од минатото, особено е битно да ги најдете тие негативни деструктивни одлуки кои што сме ги донеле, за жал, и да се ослободиме од нив, затоа што на тој начин овие одлуки, конструктивни одлуки кои што сакаме да ги донесеме и конструктивни цели кои што сакаме да ги реализираме, ќе можеме со многу на полесен начин да ги оствариме и едноставно животот ќе ни изгледа поубав и посветл. Жарко, ви благодарам за денешното гостување во Откриени тајни и што на гледачите на нашата емисија и на 24 од сестрици им откривме кои се 7 чекори како полесно да ги остварат своите цели, односно чекор по чекор да дојдат до остварување на оно што го замислили или секако да ги надминат сите препреки кои што стојат пред нив, затоа што тие и не треба ни да ги приметуваме и да ги гледаме, напротив да бидеме посилни и истрени до самиот крај. Ви благодарам и се надевам дека гледачите уживаа во нашата емисија. Драги гледачи, тоа беше се за денешната 24 од сестрце и Откриени тајни. Верувам дека го задржавме вашето внимание и дека ви ги откривме 7 точки на кој начин полесно да ги остварите вашите цели и дека секако ќе превземете акција сето тоа да го реализирате, како се вели, на терен. Јас ве поканувам и во следната Откриени тајни да бидете повторно дел од нашата емисија. Во таа емисија ќе разговараме за самодовербата, односно како да ја зголемите вашата самодоверба. Ве поздравувам и ве посакувам пријатен ден. Останете со програмата на телевизија 24 Вести.